нема ред. Кога сакам јас а те прашам еднаш. Да, тие што прават бицо и нека се. А ти телефони се прават? А не му кажувам. Ја му објасни и треба да знаеш. Не знаеш телефони да се. Накивски Николај. Јас треба да пробам, нема што да направи. Јас имам право на час сите да ве испрашам. Ај, како се викаш ученикот, како се вика позади? Како се викаш? Ај, се вика позади. На мој час ќе се прво кука и посебно ученикот. Само не може да телефони. Не, ти цел да препишташ. Ничи како ничи. Ајде, што се луѓето? Види смати. Не. Туј. Само да Ако се јас овако. Панамски Иван. Ахири Енди. Туј. Ерис. Туј. Паки Кари. Како е? А ти си? Христоф Марија. Чековиќ Абдумали. Туј. Жогови Емин. Емин. И Шопчеви Канди. Нема од Цукури. Никогаш нема. Дали напишете? Наставник не треба да направите ништо. Наставникот има право на час за испрашување и на предходните часови да испрашува. Ве молам тоа прашањето што направи да го заборавите на мој час. Ви овде сте ученици, ви бидете во училиште и јасни сме улите на наставникот, на професорот, на професорката и на ученикот. Ученикот треба да учи, наставникот треба да предава и потоа на часови не само за испрашување, туку и на часови кога да конкретираме новиот материјал, треба на табла да изјавувате и посебно јас, бидејќи сега дојдов, треба да проверам кој колку знае. Неколку ученици беа на табла, а останатите ќе добијат шанса во текот и пак истите може ќе ги прашам. Зошто може би научиле? Така ли? Следниот пат имаме да не учеме да не знаеш нешто. Ништо не пишуваш едно. Сега прекинати.
Завршихте ли да го следва материјалот или не? Ајде. Второ, 4 или 10? Ајде да само што сум запишала. Од оценките кој е Блажевски Дамјан? Тоа отпише се право година. Готова! Али ли Емил? Добре. Мерлин? Амар? Може Бојан? Ангел Василев? Да се казва. Сега? Кристијан Франчески. Лука Базнанов, Николај, Абдулмали. Никшик Абдулмали. Петридис. Исмели. Иван. Знам. Ерик. Тишина, што е таму позади? Шишката му кажа. Ама не му кажа, ако продаш да му кажеш, седни во трета купа. Цел час му кажеш нешто, кажи му не на мој час. Кога сакаш само не ти 40 минути. Ај седни во трета купа позади Еми. И на мој час ти да се знае. Факи Харис беше тој ученикот што даде до тебе, така? Така. Мари. Чекови. Коте. Емин. Па не сум пресувал многу, само десетина Мирнес, како што релативно касно, релативно хубаво право. Шопчеви. Ти и ученикот позади, како си ученикот? Како си викаш? Марио. Ти и Андрей играте сега не. Што да кажа, бъдете активни и прикажете се како да денес имате нешто отворено што сте учеле, нешто ново, нешто што сте заборавиле, а и начинот на кој што ќе го предадам, тоест се има во учебникот, и ако додадам нешто, се разбира, не треба тоа, ако некој не го знае, вие секако не студирате од англиски, тоа е точно, но морате да знаете правилата за да може правилно да ја користите граматиката на англискиот. Од тие истите причини, сега го запишавме правилото, јас ќе го предадам и од тоа што некој ќе биде кажано, научено, препишано, треба да се знае. Така да сметам дека е предадено и сметам дека е научено. Ако има нешто нејасно, да замолам цитирање на рака, секојаш да ме прашувате, доколку нешто, било што ви е нејасно, било што, без подготовка моја. На овој час ќе ви текне, овој час ме прашувате. Значи, денес ќе учиме компаратив и суперлатив. Ај, например, еден да ми каже што
што значи компаратив, а што е суперлатив. Тоа го има во нашиот јазик. Ајде, како се? Вејате ме, не ти прашам. Значи не те прашам тебе. Ти си чекор, така? Јас го прашам ученикот и викам не. Кога ќе работиме во групи, тогаш ќе имаш шансите. Мора да се концентрираш и седни на овој колче. Седни на овој колче, тръгни се више. Кај да те ставам зборуваш, секој час, цел час. Престани. Ајде, како се? Ајде, мате. Објасни ми што значи компаратив. Компаратив е кога споредуваме нешто, например... Чекај, споредуваме што? Не нешто, споредуваме што? Било што пресо. Добро. Но како ли споредува, тоа те кажа? Коректно, право, како ли споредува? Значи споредуваме кој е две работи. Две работи споредуваме, две работи. Колче и маси, требаше да кажеш споредуваме две. Компаратив е споредно кој ги две работи. Добре, знам да го знаеш. Компаратив го споредуваме колчето со маси. Така, споредно кој ги две работи. Што е суперлатив? А суперлатив е кога кажуваме нешто, например, дека е најдобро или најлошо. Избојуваме, ама не мора да биде најдобро најлошо, може да биде најголемо, може да биде најдолу, може да биде така натаму. Значи може да биде најубаво, најинтересно така. Значи кога избојуваме една работа од целината. Значи имаме целина од работи и ја потенцираме, тоест ќе избојуваме таа работа од целината. Добро, во секој случај се потруди, тоа е нешто. Значи компаратив и суперлатив. И во македонскиот е така, ќе те запишам да забелеш како пишеш. Јас да ти кажам, тоа е последно предупредување и од овој час ќе не запишувам за забелеш. Си има процедури и правила. Еве бе размислив, бе замолив, поминав две предупредувања. Третото е пред пак ќе предупредувам и после запишувам. Не запишувам оно, после четвртиот петиот пак запишувам. Ти си веќе на четвртиот. Компаратив е кога споредувате две работи. How do we compare things? I will this actually tell you in English, but again, translate it into Macedonian so that you can actually understand it. In the monosyllabic words, monosyllabic adjectives, едносложните, you use ER to the base of the adjective. Ставате ER на основата на придавката кај едносложните. Едносложните се викаат кратки придавки, short adjectives. И го додавате зборчето ден, бидејќи треба да направите споредба помеѓу две работи. Ова ден значи од. И ако ставите тоа нема да значи од, ќе значи што? Наместо од ќе значи што? Кога имате ден со што значи тоа? Со и. Што значи тоа ден? Тогаш. Заради тоа, лингвистите се кинат спелинг грешки, дека ако еден збор грешите, може би значењето ќе биде различно. Значи, овде имате поголемо од, пократко и пониско од. Значи, се споредуваат две работи со зборчето ден и се додава ER кај едносложните или кратки придавки се викаат. Кај повеќе сложните, beautiful, exciting, повеќе сложните или polysyllabic words, додаваме нанапред more за компаратив и потоа повторно го додаваме зборчето than. Дали ви е јасно? И споредуваме. More beautiful than this. И така натаму. Дали е јасно? This movie is more exciting than the previous one. И така натаму. Тоа е компаратив. ER на едносложните, more пред повеќе сложните. Или polysyllabic adjectives, или долгите придавки, што вие може да спомените. Суперлатив. Пред придавката додаваме д, на кратките едносложни придавки додаваме est, при долгите имаме the most, додаваме зборчето the и most interesting од целата целина. Дали е јасно што е компаратив, а што е суперлатив? Дали ви е јасно? We add ER to the base of the adjective and compare this with the word than. We add more before the polysyllabic adjective or the long adjective and compare it again with than to the other thing. Superlative. We add est to the short adjective
and before the adjective we add the. Ако го немате the, суперлативот не е точно. We add the and most before the polysyllabic or the long adjectives in order to make superlative. Дали ви е јасно? И сега вие имате овде во втора година проширување на знаењето, ако тоа не сте учеле претходно. Лан или претходна година. Имате споредба на исто ниво. Споредбата на исто ниво се прави со S, adjective plus S. Значи, се прави со S плюс основата од придатката S, big, short, exciting и така натаму со S. И се преведува на начин како овој. Исто толку колку. Исто толку колку. Исто толку голем колку. Ова училна this classroom is as big as the other classroom. Ова училна или училница е исто толку голема колку. Исто седна. Или, ако ова се вика споредба на исто ниво. Ако споредбата сакате да споредите повторно на исто ниво, но да направите негација, додавате само not, вопчето not, пред S, па тука имате повторно придатка и повторно S. This classroom is not as clean as the other classroom. Дали е јасно? И повторно се преведува. Не е толку колку. Исто толку колку и не е толку колку. Дали е јасно? И уште имате making comparison stronger or weaker. Тоа е правилото на страна 33. И тоа значи дека имате правилото, да не е запишано. Ще видиш? Можеш да прекинеш? И ти, и ученикот за тебе како се викаш? Иван. Да не се не може да знае. Всушност, уште сега премисли се едниот позади. Ајде, оди таму позади. Мора. Мора. Не. И ти, Иван си? Да. Мати позади. Ајде. Правилото на страна 33 базици е вако. За да се направи една споредба посилна, ги користиме зборчињата, тука ви се дадени a lot, much и far. Значи a lot, much и far. Еве ги 3, 4, a lot, much и far ви е дадена така. Додека да ја направиме една споредба послаба, го користиме зборчето a lot или ви е дадена уште зборчето a bit. A bit и a little. Кој сака да повтори во мене? Па не го повтори во мене. Може да го рекла. Заборавате ли сите глупости што сте ги направени на овој час, на часот на англиски јазик претходно? Ви кажувам дека нема да бидам толерантна за недисциплина на час. Тоест, нема да толерирам недисциплина на час. Имате работа по групи, имате работа и во пари. И тогаш тие часови ќе бидат по-слободни. А јас, за да предам како што треба и за да знам колку научам, морам да одржувам дисциплина на час. А и за учениците кои што доаѓаат да научат, ќе им пречи таа бука или врева, или таа недисциплина. И тоа им го долчите и на нив, не само на мене. Ова не е пазар, не е театар, не е фудбалско игралиште, не е детско игралиште. Ова е училна, училница. Ако на тоа да не кажам, дека имате други ученици на кои што ете ми пречите, а сега да не бидам јас. А знаете на што? Не знаете. Треба да знаете дека на некого му пречите, а јас ако викам му пречите. А да не викам, се проект, и молам ученија да си да се гледа на високо ниво. Има некој што не може да биде соба, а мора да име школа. Средното е задолжително. Кај ви е осетот за такви ученици? Претворено да си секој 4 исклучател. За учениците кои што се дисциплинирани час, имам најголемо разбирање секогаш во секој момент. Јас сум должна овде да го споставам ред и дисциплина, не да не пречите мене,
Да не им причите на другите ученици, што сакаат да научат, што доаѓаат опет да научат, да уживаат училиште. Прашање дали? Ајде да учите ги правила да сакаш на страна 32, тоа да рече има прашање. 32. When we want to say that two things are not the same, we can use not Да, are the same или not. Так, we can use not или стави? As plus adjective plus as. Така е, добро, во ред. Во ред. S plus adjective plus S. Точно така. Другото правило, друг ќе го прочита. Ајде, другото правило, сега го имаш? Да. Те молам да го прочиташ, ајде. Use of much far made articulated sense. Stronger. Use a bit as little to make articulated weaker. A bit и a little. Само little. Не. Use a bit и a little. To make it confusing weaker. Добро. А ова што вие ни прено правилно не се напиша. А ова што добро, да не е треба. Ајде сега вака. Да ве замолам, бидејќи вие воопшто ја нема да направиме ни прва вежба. Ајде само прва вежба одговорите, кој ќе ги прочита. Дали можете веднаш? Страна 32, првата вежба. Може некој веднаш да ја прочита? Batman is a superhero. Ајде ми прочита. Batman is a superhero. Чекам. Што е работата? Таму има нешто нејасно? Да, точно. Јас сум ја стопнала да извинам моја грешка, ама сега, бидејќи Мирна чита, запишете. Запишете. Ево не чита, запишете сега на учебникот, запишете сега во текот, само одговорите. Ево моја грешка, моја пропуска, бидејќи ја мислам дека сме ја прочитали. Taller and stronger. Втора. Можеш ли днес? Чекам. Првото се там. Што е? Ти рекол да седиш на другото плоче. Едно е тука и не се врти, да не се изгледа на таблак и ставам единица, така е. И ја не може. Сега? Ајде престани. Да престанеш веднаш. Пето. Нема ништо. Пето. Предупредувам. Ајде. 1.75. He was the shortest actor to ever play that. In fact, he was the shortest actor to ever play. Добро. Значи the shortest, што е тоа? The shortest. Марио, што е тоа the shortest? Најмали. Јас Марио го прашам. Ти Марио си? Секогаш кога прашам, ученикот кој што го прашам да ти каже. Најнискиот. Не те прашам тоа преводот. Што е тоа? Од денес од лекцијата што учиме the shortest. Суперлатив. Ја молам, се трудам и не да ги грешам, се поштедите и самите ученикот кој што го прашам, да ги треба да откријам кој не го знае. Повторувам. Ајде, третата. Bumble the elephant has got bigger ears than the other elephants. Bigger ears than the other elephants. Како беше ученикот до Марио? Што е тоа видео? Кој е бигер? Пред Андрей, ова пред Ангел, следната реченица, четвртата ќе направи ученикот пред тебе. The new film is... Како се викаш? Ти си Андрей. This new film is more exciting than the old business. Што е тоа more exciting than the old? Не го преведува, не го кажува денешната лекција, што е more exciting. Ајде сега, останатите вежби, трета и четврта. Дали ги имате? Тренира како ја има трета? Football is not as exciting as skiing. Football is more exciting than golf. English is easier than Spanish. English is as easy as Mandarin. Watching TV is as good as watching. Чекамо. English. Ништо не. Добро, да само за... Не е страшно да се
English isn't as easy as Mandarin. Watching TV isn't as good as Netflix. Watching TV is better than Better than? watching movies. Ајде четвртата. Ајде. Првите две. Да. Traveling by train is practically traveling by bus. Traveling by train isn't as slow as traveling by bus. Само секунда, чекай малку, ми се искри страната и навадно првито. One, traveling by train is faster than is. И сега како рече traveling by train? Isn't as slow as traveling by bus. Така, isn't as slow as, всушност ги има таму напишано, isn't as slow as. Ајде втората, може. Slow is 1.65 meters. Two is 1.65 meters cube. Slow is as slow as speed. Така е, тоа ми се скорост. Ајде третата и четвртата. Ајде третата, Кристијан. Dogs are noisier than cats. Dogs are Да, во закон имаш това. Добро, сега добро, ама надало сега. Следната Кристијанска. This mobile phone costs 425 euros and the bicycle costs 225 euros too. The mobile phone is as expensive as the bicycle. Чекај, isn't. А да, ти че да читаш. Is as expensive as. Is as expensive as the bicycle. Ајде 56. Ајде. Geography and geography is easier than history. Geography isn't as difficult as history. My room is tinier than yours. My room isn't as tiny as yours. Јасно ли ви ова? Прашаме да нема? Ајде сега на 33-та страна. На 33-та страна ученикот, како беше името? Да. Ајде. 10-та беше. 10-та беше. Може да ми ја прочиташ прва. 33-та беше. Јас ќе му кажам 32. 30. И бидете среќен, јас ќе го кажам. Мене ме прашува, јас ќе му кажам. Ти цел час говориш. Ти и тој ученик и цел час и седне да се ја прашам. И го ќе натовара материјал, ќе ме прашам нататък ќе сам 2 или 1 на мене. Да нема дилеми. 33-та, кога ќе натовара материјал, ќе ме прашам нататък и ќе завршам това. За полугодина. Нема да мислите дека не гледам што се случува. 10 пати или 100 пати ме замолим. Ајде, како беше не? Sharks are more dangerous than dolphins. Sharks are a lot more dangerous than И dolphins. втора. My brother is Сите поред прочитај ги ги изборам. my brother is a bit taller than me. Третата. My new phone is better than my old. My new phone is far better than my old. My hair is longer than yours. My hair is a little bit longer than yours. Како? My hair. A little bit longer than yours. Нема да и литл и бит. Your hair is more expensive than the first one. Чекай малку. Како рече? Добро, јас ќе ги прашам нив следниот час, така да ако не слушале, добре, што?